На 35 минути по 7 часот, време е да го реализираме нашето утринско будење и се разбира да најавиме нешто ново, кое веќе прилично да кажеме се случува во континуитет. Ако зборуваме за настаните кои ги имаме во нашиот град, можеме да се пофалиме. Секој со својот избор за тоа каде сака да отиде, се разбира за добра дружба, а единствено она кое ние во утринската сакаме да го насочиме се настани кои навистина имаат цел и повод за случувањата. Особено кога станува збор за еколошки настани, нешто кое придонесува за подигнување на нашата еколошка свест и се разбира за малку повеќе инспирација како и на кој начин можеме тоа да го направиме. Ние во утринската и во минатите изданија се разбира сме имале и сме реализирале голем број теми кои зборуваат токму на ова, многу експерти и стручни лица кои ги даваат своите пораки како да ја зачуваме животната средина, како да се грижиме за природата во која што живееме, се разбира, и која апсолутно влијае на нашето здравје. А денеска факт е дека сме соочени со малку поголемиот консумеризам, за работите кои што ги купуваме, кои што ги употребуваме, а потоа завршуваат во отпад. Дел од нив е недоволно или речиси воопшто не искористени, а се разбира сето тоа оди на штета на природата или на нашата планета Земја. Затоа во светот се одвиваат голем број настани кои вклучуваат размена на предмети, работи или гардероба која можеме да замениме и при тоа да уживаме во истата, а се разбира да не наштетуваме на животната средина. Екотрампа е еден од таквите настани кај нас, кои што се реализираат и овој пат Екотрампа ќе го има своето 4-то издание. Во минати наши емисии сме зборували и сме го најавиле првенствено како една одлична иницијатива како тоа да се реализира, што би можеле да направат оние кои ќе дојдат и се разбира на кој начин може да си направат размена. Па конечно ја гледаме Искра од Екосвест, кои што се организатори на Екотрампа, и јас тука ќе завршам со мојата најава. Се разбира подетално ќе слушнеме за ова 4-то издание од Искра за Екотрампа и овој пат ова 4-то издание под мотото "Нати го, дај ми го". Искра, добро утро. Добро утро, Ивана. Добро утро до сите гледачи на утринското будење заедно со Тилма. Благодарам за шансата повторно овој 4-ти пат по 4-та Екотрампа да бидам дел од оваа емисија, за да можам да ги запознам гледачите малку повеќе со тоа што ќе се случува оваа сабота во Бистро комедија. Значи, како што и ти самата кажа во најавата, за оние кои што досега можеби не учествувала во никој од Екотрампите, станува збор за настана, размена на користени предмети, парчиња облека, мали електронски уреди. Значи, гледачите во моментов на екранот можели да забележат нели како се одвиваше. Мислам дека ова на снимката е втората Екотрампа. Да, мислам дека е втората Екотрампа, која што исто така беше во Бистро комедија. Овој пат во сабота се гледаме нели во Бистро комедија од 11 часот, настанот ќе трае до 14 часот. Правилата се едноставни, секој може да донесе најмногу до 3 користени предмети или парчиња облека или реквизити за домашните миленијчиња, а да зема малку колку што сака. Исто така ние ќе ги почистиме учесниците на Екотрампата со бесплатни безалкохолни пијалоци и знам дека ќе има сигурно диџеј од кафичот, така да мислам дека ќе има убава забава, времето ќе биде добро, временската прогноза тоа го покажува. Така да мислам дека сите кои што ќе дојдат во Бистро комедија ќе се поминат убаво. Да, и веројатно тоа е очекувано, особено добро познато за оние кои веќе биле дел од овие настани Екотрампа, и со оглед на тоа што се случува 4-ти пат поред, значи дека е навистина успешно и барано, а да не зборуваме па колку е потребно или неопходно ако нели се фокусираме на целта која што ја има Екотрампа. На колку временски период се организираат овие нови изданија Искра и како тоа го темпирате во смисла на дали е тоа од потребата, дали е тоа можеби на сезони или нешто друго има по главна улога? Така, благодарам за прашањето. Ова е одлична можност да потсетам дека Екосвест како организација, освен своите членови, ги има и своите волонтери. Па така, најчесто при организацијата на Екотрампата се консултираме со нив, затоа што тие сепак се уште се средношколци, студенти, имаат своји приватни обврски, нели, во зависност од тоа кога тие се спремни да ни помогнат со организацијата на Екотрампата, тогаш го одредуваме датумот. Секако имаме и многу други настани кои што ние од Екосвест ги организираме, кои што не се
од овој тип, туку се, да речеме, национални конференции за природа, регионални, меѓународни конференции за прозумерство. Има многу настани и ние гледаме кога во календарот има простор за да се случи ваков тип на настани, така се организираме. Значи, не постои правило дека мора на секој 3 или на секој 2 месеци, иако многу често на мене и на моите колеги од Екосвест ни се јавуваат познаници, пријатели и прашуваат кога ќе има нова екотрампа, затоа што мислам дека оние кои што се уште не учествувале на екотрампата се оние кои што најмногу сакаат да дојдат, затоа што секогаш мислат дека треба да она што не радува е дека ја сваќаат пораката, дека се она што го чуваат со години дома, не треба да го фрлат, туку треба да го донесат некој трампата и да го разменат со некој кој што исто така сака нешто да донесе и нешто да зема што они имаат да го дадат. Така, и тоа е целта всушност, да се свати пораката и да се зголеми бројот или како велиме да се подигне свеста, да ја развиеме нашата свест во однос на тоа, да не бидеме скептични или да не чувствуваме некаква пречка дека навистина можеме на еден таков начин да ги разменуваме нашите работи. Ќе продолжам со прашања поврзани со екотрампа, но само момент во однос на ова кое што го спомена, а се работи за волонтирањето, бидејќи директно се поврзува со нашата денешна утринска тема во која што на младите им даваме предлог да летниот распуст дел од нив го поминат токму во волонтирање, па би прашала како и на кој начин може да се волонтира во Екосвест, колку сте отворени за примање на нови волонтери, колку се тие потребни со оглед на тоа што да, за важноста споменавме во однос на било која организација на настаните од Екосвест. Така е. И јас посакувам во времето кога јас бев средношколка да имаше шанса за волонтирање во некоја организација, особено на ваков тип на настани, затоа што сметам дека ова е вистински начин за еден млад човек да зачекори во светот на возрастните, да види како професионалните организации функционираат, да види како изгледа организација на настани и општо да се запознае со меѓучовечките односи во светот на возрастните. Во Екосвест секој може да стане поддржувач, тоа може да го направи преку нашиот сајт. Имаме онлайн формулар кој што може да го пополнат со своји податоци и на тој начин да станат поддржувачи. Ќе го добиваат месечниот билтен со информации од нашите активности кои што ги организираме на месечно ниво. Секако на тој начин ќе може да го изрази својот интерес да стане освен поддржувач и волонтер и ние ќе го исконтактираме за да биде вклучен во нашите едни активности, во зависност од неговите лични преференции ќе може да избере во кој сегмент од нашата работа би се вклучил. Така, ете една порака за оние кои што ќе сакаат или имаат на ум да волонтираат, тоа може да го направат и кај вас на овој начин кој што го спомена. А ќе се навратам повторно на ова ново четврто издание на Екотрампа, ќе потсетиме за оние кои што не следат во моментот, за оние кои можеби за прв пат слушаат за Екотрампа, дека станува збор за размена на различни предмети, кои меѓу другото треба да бидат добро сочувани. Значи уште еднаш потенцираме дека на Екотрампа или на ваков настан не се носи нешто кое што сме го подготвиле да го фрлиме во отпад, туку нешто кое е прилично сочувано, многу малку употребувано, а сепак сакаме да го отстраниме, поточно да го замениме. Така е. Исто така, искуството од минатите екотрампи ни покажа дека луѓето многу често носат реквизити за нивните домашни миналинчиња, па затоа и официјално ги повикуваме сите кои што сакаат да разменат поводници за своите кучиња или играчки за мачките, пекучињата, можеби некој помал аквариум или помал кафес за птици се добро дојдени за како предмети кои што може да учествуваат некој трампата. Така, ете, забележуваме и од инсертите, навистина со домашни миленици или она кое може навистина да биде доста добро и за нив, да ги израдуваме и миленичињата. Се со цел да се прати нели она порака дека навистина треба да се намали тој прекумерен консумеризам и дека треба да размислуваме по-еколошки. И кога ги кажуваме овие теми и ги најавуваме овие настани, ја испраќаме секогаш таа порака. Истовремено и веројатно најава за нешто кое Екосвести во продолжение или во иднина ќе го подготвува во летниот период, дали правите мала пауза или со ист интензитет продолжувате во организација на следни настани? Веќе планираме нешто за кое што не сакам да откривам, кое што ќе се случи кон крајот на месец август, почеток на месец септември. Ќе биде исто многу интересно, едукативно и ќе биде дел од културниот пејзаж кој што
се случува во Македонија, додека екотрампата се уште не знаеме кога ќе се случи во иднина, дефинитивно ќе се случува повторно, меѓутоа дали баш во јули или во август, кога знаеме дека сите, особено локалите, знаат да бидат на колективен одмор. Јас имам роденден преку лето и знам колку е тешко да најдам кафич што работи во екот на летната сезона за да се го прославам роденденот, а особено за организирање на ваков тип на настани, мислам дека е вистински предизвик да се организира тоа логистички. Меѓутоа, ништо не е исклучено како опција и тоа е можно, иако мислам дека сепак ќе направиме мала пауза во текот на летните одмори. Така е, на секако му треба летна пауза или летен одмор, се разбира со цел да повторно ја разбудиме таа креативност и со прилично одморени умови да продолжиме со она кое што навистина е наша цел, како и на утринската целта да информира за сето она кое што ќе биде следно, а во интерес на информирање на нашите гледачи. Пред да се поздравиме искра, уште едно прашање поврзано со ваквите настани во регионот, а можеби и пошироко. Кои се вашите сознанија, па и впечатоци? Навистина во последно време, токму поради тие фрапантни податоци на тој прекуморен конзумеризам, некако и земјите во светот се повеќе се будат и се повеќе се организираат ваков тип на настани. Така е. Јас мислам дека благодарение на глобализацијата и на интернетот, се пораспространетата употреба на интернетот, дека ваквите светски идеи пристигнуваат и на Балканот и во Македонија и дека во иднина се повеќе прифатена ќе биде прифатен овој концепт на размена на користени предмети и парчиња облека и ситни куински уреди, затоа што во минатото, особено во вака затворени општества, знаело да биде срамота и како сега јас да носам нешто што некоја друга го носела или што ако ме видат со туѓо нешто нели на себе. Меѓутоа, веќе особено младите се нели early adopters на ваквиот тип на навики и мислам дека иднината е светла, дека допрва ќе се освестуваат луѓето колку не е важно материјалното, туку колку е важно да бидеме функционални во нашето постоење, дека е многу попаметно да наместо да купиме нешто ново, чисто ради реда затоа што е во мода, многу е попаметно да дојдеме на екотрампа, да избереме нешто што некој друг досега го користел, а сепак е во добра состојба, отколку само да бидеме дел од оној ланец на производство и создавање отпад, затоа што многу често имам впечаток дека големите ланци на бутици за облека создаваат отпад, затоа што сите знаеме дека кога ќе влеземе во тие продавници, кога ќе допреме некој од парчијата облека, повеќе имаме чувство дека допираме пластика или најлон, отколку нешто што би сакала да го ставим на себе, така да мислам дека тие од самиот старт се свесни дека сето тоа ќе заврши на отпад и дека нели модата трае само 3 месеци и само создаваат нов отпад. Мислам дека младите веќе се свесни за тоа и дека се повеќе и се почнат да ќе организираат ваков тип на настани, можеби не само од наша страна, туку и општо ќе биде се присутен концепт во општеството. Така е, да, добро спомена, младите генерации се оние кои што навистина побрзо и полесно го сваќаат овој концепт, вклучувајќи тука и генерацијата Z, за која што постојат поголем број истражувања и статистики како и на кој начин тие размислуваат, но се разбира и сите следни генерации кои веројатно ќе се навикнат на овој начин на функционирање, на овој концепт со цел да се заштити нели загадувањето, односно она кое велиме да живееме во чиста и здрава животна средина и да ја чуваме планетата Земја. Испраќаме уште еднаш порака до сите наши гледачи, но оние кои што ќе сакаат да бидат дел од следното четврто издание на Екотрампа во сабота во Бистро Комедија, каде ќе може да се дружат, да се забавуваат, но истовремено да си заменат нешто свое со нешто туѓо, односно нешто ново и се разбира да уживаат во сето тоа. Благодарам искра за ова утринско вклучување. Ние ќе останеме во комуникација и соработка со Екосвест за сите понатамошни настани за кои што ќе ги информираме нашите гледачи. Благодарам, Ивана, те очекувам во сабота. Се гледаме. Поздрав и убав ден и успешна работа.